Кратки најави за денешните настани. Во општина Охрид има 15 скривници, во најголем дел уништени. Повторно лажни дојави за бомби во училиштата. Охридските гимназијалци се вклучија во кампањата за поддршка на лицата со ретки болести. „75 години градска библиотека во Охрид. Четврт оружен инцидент во Брисел во само 3 дена. Престрелка поврзана со шверц на дрога. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес, по студеното утро, во текот на денот имавме претежно сончево време со појава на локална облачност и максимални 7 степени Целзиусови. Во сабота во Западна Европа, како и во поголем дел од Апенинскиот полуостров и на југ од Балканскиот полуостров, ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Во областа на Алпите и Пиринеите, како и на југ од Скандинавија со врнежи од снег. Во останатите делови од Европа ќе превладува стабилно и студено време со зголемена облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 3 до 15 степени. Во Македонија во сабота во утринските часови по котлините ќе има појава на магла. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе дува слаб југоисточен и југозападен ветер кој што во попладневните часови ќе го промени правецот и ќе дува североисточен и северозападен ветер. Утринската температура ќе се движи во интервал од -8 до 1 степен, додека пак максималната дневна температура во Македонија утре ќе достигне до 2, односно до 11 степени. Во Охрид во сабота по студеното утро во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Минималната температура од -2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 7 степени. Во Охрид во недела студено утро со температура од -4 степени. Во текот на денот ќе имаме претежно сончево време со појава на локална облачност и дневна температура до 8 степени. Во понеделник студено утро и температура од -3 степени. Во текот на денот претежно сончево со појава на локална облачност и максимални 7 степени. Во вторник во Охрид студено утро со појава на умерен мраз и температура од -4 степени, а во текот на денот ќе имаме сончево време со дневна температура до 8 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани.
Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Во општина Охрид има 15 затворени засолништа со капацитет за згрижување на 2000 жители. Дел од нив се во солидна состојба, а дел се уништени и искрадени. Согласно законот, во општина Охрид потребно е да има скрвници со капацитет за 15.000 луѓе. Во Охрид има 15 скривници. Дел се во уредна состојба, но дел потполно уништени. Некои и поплавени под вода. Некои се депонии и дула за отпад. Дел се ограбени. Градот има капацитет за засолнување на 2000 луѓе, а согласно законот кој налага да се има можност за засолнување на 30% од жителите. Во општина Охрид потребно е да има скривници со капацитет за 15.000 жители, што значи недостига простор за 13.000 луѓе. Две од засолништата кои што се затворени и херметизирани по сите стандарди се во собственост на Дирекцијата за заштита и спасување. Тие се во најдобра кондиција и располагаат со потребната опрема за сместување во случај на вонредна или војна состојба. Од нив, две се во собственост на државата и со нив стопанисува Дирекцијата за заштита и спасување. Тие се сместени во трговскиот центар Никола Карев, се комплетни со потребните инсталации, уреди и опрема, заклучени се и може да се стават во функција како што налага законот во рок од 48 часа. Капацитетот на нашите засолништа е вкупно 300 лица. Засолништата на Дирекцијата за заштита и спасување се комплетно опремени. Има резервоар за вода, суви тоалети, радиолошки и хемиски детектори, филтер за заштита, комплети за спасување и прирачни аптеки. До 2010 година, согласно Законот за заштита и спасување, се издвојува пари за изградба на засолништа, меѓутоа тогаш таа обврска прекина и повеќе не се издвојуваат пари. До 2010 година наш беше надзорот на засолништата и имавме од прилика увид каква е состојбата со сите засолништа на подрачјето на градот Охрид. Сега, од 2010 година, со уредба, државните засолништа ги стопанисува и контролира дирекцијата, а сите останати се препуштени на единиците на локална самоуправа и нивните служби за заштита и спасување. Со останатите 13 скривници во градот стопанисуваат најчесто куќните совети на стамбените објекти. Поголемиот дел од нив се под клуч, дел ги користат како своји складишта, но велат во случај на потреба, во рок од 48 часа може да се приспособат. Тука има многу нерасчистени имотно-правни работи и каде што има совесни одговорни куќни совети, си го имат средено засолнишчето со собствен имотен лист, а некаде, особено блоковските, останаа запуштени и
руинирани со текот на времето, се во се полошо состојба. Во секоја од херметичките затворени скривници има рачен генератор за струја, простории за вода и храна, санитарни простории, резервен излез со тунел, за да се излезе од друга безбедна страна, доколку влезната е бомбардирана. Една препорака до граѓаните, со постоечкиве засолништа совесно и одговорно да се однесуваме, да не ги уништуваме и опремато што е во нив, затоа што во случај на потреба тие ќе бидат корисни за сите нас, и за материјалните добра и за културното наследство во градот Охрид. Во овие бурни воени времиња, државата треба поголемо внимание да посвети на уредни засолништа, кои што се клучни за радиолошка, хемиска и биолошка заштита. Ова е едно од 15 засолништа во градот Охрид, кое што се наоѓа во солидна состојба, бидејќи со него располага куќниот совет на овој стамбен објект. Министерството за внатрешни работи ја информира јавноста дека по мноштвото пристигнати пријави за наводно подметнати експлозивни направи во повеќе основни и средни училишта на речиси цела територија на државата, надлежните служби на Министерството превземаат сеопфатни плански мерки и активности согласно внатрешните процедури за постапување во случај на терористичко загрозување. Напоредно со ова се врши и проценка на степенот на загрозување во меѓусебна координација на безбедносно-разузнавачките служби преку формиран оперативен штаб во рамки на Министерството. Согласно досегашните активности, проверките покажуваат дека станува збор за лажни пријави. Военно Министерството за внатрешни работи повикува и апелира за смиреност во јавноста и воздржување од ширење на дезинформации околу ваквите настани што инаку вчера беа евидентирани и во други земји во регионот. Младинската заедница при гимназија Свети Климент Охридски организираше настан Give Me 5 во повод одбележување на месецот на ретките болести. Средношколците насликаа мурал и одржаа работилница за изработка на едукативни хамери со цел подигнување на свеста кај младата популација за предизвиците со кои се соочуваат лицата кои страдаат од ретки болести. По повод одбележувањето на месецот на ретките болести, младинската заедница при гимназијата Свети Климент Охридски реализираше настан насловен Give Me 5. Средношколците насликаа мурал над зидот на спортската сала и одржаа работилница за изработка на едукативни хамери. Целта ни е да ја поттикнеме младата популација да се запознае со предизвиците на лицата кои страдаат од ретка болест и да им покажеме дека секој може да направи разлика со малку разбирање и солидарност, вели председателот на младинската заедница Иво Георгиевски. Овој настан е целосна иницијатива на учениците, тоест на младинската заедница при нашата гимназија. Ние со овој настан, со сликање на мурал како и со работилница за изработка на хамери, ние цел да ја поткрениме савеста на ретките болести како и да се придружиме на кампањата за ретките болести. Ги повикавме сите гимназијалци да учествуваат на овој настан и сме задоволни од одзивот што го добиваме. Преку уметност и заеднички активности, охридските гимназијалци испратија порака дека болеста може да биде ретка, но емпатијата, солидарноста и поддршката треба да бидат постојани. Јас денеска се вклучив во кампањата за ретките болести, што покажуваме љубов кон децата со посебни потреби. Денеска цртаме позади мурал, со што покажуваме љубов и почит. Се вклучив во денешната кампања по повод месецот на ретките болести во нашата гимназија. Денес обојуваме раце, што символизира дека само 5% од ретките болести за нив само е пронајден лек. Сакам да порачам дека ние како заедница треба да сме свесни за луѓето кои боледуваат од овие болести. Мене мотивира да нацртам овој цртан. Дека ретките болести овој луѓе многу постојат, многу овој деца многу страдат и јас би со овој цртан сакала да подигнам свеста кај младинска популација дека такви болести постојат. И овие луѓе се горди, многу, се силни и заедно сме посилни.
Мојата мотивација за да учествувам во оваа акција беше мојот другар кој има ретки болести и главната причина за која се вклучи во оваа акција е за да ја доведеме свеста дека треба да помагаме и дека ретките се битни. Учениците, како и секогаш, има поддршка од наставниот кадар. Горди сме на нивните иницијативи и активности кои нема да останат само на овој настан, туку ќе продолжат во текот на цел февруари, вели педагогот Кристина Танеска, која е и координаторка на младинската заедница. Ќе следат и други низа активности, една од нив е презентација, нели како воспитно-образовна институција, нашата цел е да ги едуцираме младите, и преку тие презентации ќе ги едуцираме за ретките болести, зошто баш месецот февруари, видовите ретки болести и како да ја дадат нивната поддршка и да се изградат во општествено одговорни граѓани. Од младинската заедница при гимназијата упатија јавна благодарност до Сдруженијето Ретко е да си редок од Охрид и претседателката Гордана Лолеска за нивната посветеност во борбата гласот на ретките да биде слушнат. Одбележувањето на Светскиот ден на ретките болести и кампањите по тој повод даваат придонес во подигнувањето на јавната свест со цел да се доближат проблемите и предизвиците со кои се соочуваат пациентите и нивните семејства до јавноста и институциите и во однос на застапување и лобирање за правата на овие лица. Избран е месецот февруари, бидејќи е специфичен по своите 28 или 29 денови. Порличевата визита на Охридската библиотека годинава во знакот на повеќе годишнини. Се одбележа и значаен јубилеј, 75 години од постојањето на библиотеката во Охрид. Охридската библиотека одбележува 75 години постоење, јубилеј што заслужува респект, почит и внимание. Почетоците на библиотечната дејност датираат многу одамна, уште од 19 век, кога охридскиот терзија Ангел Грубчев во својот дуќан во Охридската чаршија отворил читалиште, кое привлекло големо внимание. Веднаш по ослободувањето била формирана библиотеката со 315 книги, а во 1945 година библиотеката броела веќе 842 книги. Традиционално, овој значаен јубилеј библиотеката го одбележа заедно со патрониот празник. Со Порличева визита се одбележаа и 132 годишнина од смртта на патронот, 195 годишнина од раѓањето на Прличев и 160 годишнина од изборот на поемата Сердарот за најдобра на конкурсот во Атина. Можам да кажам дека одбележување на повеќе датуми, 132 години од смртта на нашиот преродбеник и поет Григор Прличев, исто така 75 години од кога оваа библиотека со гордост го носи името на Григор Прличев, и тоа е, да кажам, многу битно за нас да се потрудиме на таа Прличева визита традиционално да ја пречекаме, но во духот на Григор Прличев, значи секоја тема да биде поврзано со неговиот живот и со неговото книжевно богатство. Така дојдовме до идеја со мојот колега Милче Јовановски, кој е задолжен за промоциите и културните манифестации на оваа библиотека, да направиме едно интервју со Георги Сталев за првиот превод на поемата Сердарот. Знаеме сите дека Григор Прличев во тоа време морал да твори на грчки јазик и токму на грчки јазик ја создал поемата Сердарот. Беше успешно и успеавме на охриѓани да му доловиме таа приказна која е особено значајна за нашата библиотека. Морам да кажам дека сме многу горди што го носиме името на Григор Прличев. Тој е многу значаен за градот Охрид. Пишувал, творел и го користел охридскиот говор. Исто така е роден 1830 година во Охрид, живеел тука со неговото семејство, учел, се дружел со миладиновци и е достоен наследник на Свети Климент. Присутните имаа можност да го проследат видеоинтервјуто со професорот доктор Георги Сталев Поповски, првиот препејувач на поемата Сердарот во форма на стих на македонски, чиј автор е Милчо Јовановски. Настанот беше заокружен со доделувањето на наградата од третиот поред конкурс за најдобра беседа на млад автор до 30 години на тема
чувај се себе си. Оваа година сакавме малку да биде на едно повисоко ниво, да ја вклучиме цела Македонија, да може да учествуваат дечиња и лица до 30 години од цела Македонија. Исто така понудивме и парична награда, за да ги поттикнеме младите да пишуваат беседи, да не го заборават тој литературен вид, и многу успешно беше, имавме доста пријавени беседи, и комисијата имаше доста работа, тешка задача, меѓутоа тие се професионалци и си ја завршија убаво работата. Наградената беше Ева Ивановска од Делчево. Девојчето беше многу изненадено, не очекуваше дека токму во Охрид ќе биде наградена. И нас ти беше драго што не почестија, што дојдеа да ја примат наградата. Во издание на Охридската библиотека се дури 44 книги, а лани на фестивалот Јаков од Камена река го доби и признанието за библиотека со најмногу издадени книги од домашни автори за 2024 година. Охрид добива ново катче за одржлив начин на живот. Првиот екопазар ќе се одржи во сабота 8 февруари од 12 до 14 часот во просториите на Младенски центар Охрид, поранешна касарна. Училишта без пластика во соработка со Младенски центар Охрид го организираат првиот екопазар, место каде што граѓаните ќе можат да купуваат и продаваат стара, но зачувана облека, играчки, книги, слики и други предмети. Оваа иницијатива има за цел да ја намали стигмата околу користењето облека и предмети од втора рака и да поттигне нови навики кај граѓаните кои се во духот на бавната мода, повторната потреба и одржливата потрошувачка, како и создавање поздрава животна средина и негување на културата на реупотреба, велат организаторите. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Пријатно.